Како што најави веќе, гостин во овој последен дел од отворената програма е Петар Богоевски, како што ги најавив, еден од отпишаните од ВМРО ДПМН, кој пред неколку часа пристигна од Хелсинки, каде што се одржуваше Конгресот на европските десничарски партии. Добре дојдовте. Добре најдов, благодарам на покана. Дали во авион имавте време да размислите, да ги соберете впечатоците, дали сте задоволен од она што се случуваше таму, бидејќи малку не секојдневно таму беше и председателот на ВМРО ДПМН Мицковски, но бевте и тројца кои се исклучени од партијата. Вие, Никола Тодоров и пратеничката Емилија Александрова. Да бидам искрен, бидејќи немаше интернет на аеродромот во Истанбул, не бев во можност да прочитам реакции на јавноста и настапи. Бев информиран телефонски за некои настапи после тоа. И некој да ви исправам, јас не сум исклучен од партијата. Аха, само од функцијата. Функциите доаѓа, заменуваат, битно е она што останува, а тоа се вредностите и принципите за кои се залагаме. Точно е тоа дека за прв пат во историјата на конгресите на ИПП се случува преседан каде што се покануваат различен тип на луѓе, представници на иста политичка партија, со цел да... Ама и исклучени од партијата. И исклучени од партијата. Имаше двајца точно, пратеничката Александрова и Тодоров. Екс-министерот Тодоров, со цел веројатно да бидат ислушани сите ставови и она вистина, или секој да презентира својата вистина. Чекај, вие бевте поканети од кого? За да присуствувате вие, Тодоров и пратеничката Александрова? Јас од оние информации што ги имав додека бев во Хелсинки и по пат до тука, до вашето студио, дознав дека сме имале студентска покана, односно сме биле поканети како студенти. Затоа најдобро да го демонтираме и да не и знаете она баба лажи, трап не лажи. До вашата режија доставив мојата поканата на председателот Дол до мене, лично до мене, па би сакала ако може, ако сте подготвени да ја пуштите во на екрани, за да се види таа покана. Апсолутна... еве. Да, тоа е поканата на председателот на ИПП, господинот Дол, лично до мене. Добро. Тоа зборува дека... Во кое својство ве поканува господинот Дол? Дел од раководството на партијата се служи со лаги и емитување на лажни вести, што е одлика на претходното раководство. И онај конгломерат на така наречени медиуми, портали како Република Курир, Инфомакс, така натака, тоа го прошируваат рафално, со цел да бидат отстрелани, да биде отстрелана вистината, трната на страна и да биде презентирана лага која ја лично препорачувам да се престани со методите на потонување на вистината или проблемите под тепих, бидејќи тоа создава дополнителни проблеми. Напротив, вистината ќе ни помогне на сите нас да дојдеме до сериозни заклучоци после овие случувања кои се случуваат последниве месец дена пред се случувањата во Хелсинки. Според колегите, Мицковски настапувал на една од телевизиите и си изразил дека вие сте биле во Хелсинки да кодошите. Кодошевте? Да, за жал бев и јас за тоа информиран дека има искажано низа навреди на моја сметка, кои воопшто не ги разбирам и лично сметам, апелирам да се престане со тој вокабулар, тоа ширење на говор на омраза, ширење на пизма кон нас и нетрпение од граѓаните, од членовите на партијата, обид за извртување на фактите, бидејќи според мене лидер значи човек кој обединува. Лидер значи човек кој смирува состојбија, не ги подпалува состојбија. Сигурен сте дека нема да ве исклучат од партијата? Па не гледам што би сменило тоа исклучување или не исклучување од партијата. За мене е многу побитно како ќе ја спасиме партијата од оваа состојба во која е доведена токму од актуелното раководство. Се видовте вие со председателот на ЕПП Жозеф Дол.
се сретнал и Мицковски со председателот ДОУ? Ако ми дозволите, ќе почнем од последното што прашавте. Она што мене ме информираше председателот ДОУ е дека немал средба со христијан и дека немал никаква комуникација. Која е вистината меѓу нив двајцата? Вие сте сепак новинари, може да истражувате, може да се обратите до председателот ДОУ, до председателот Мицковски, да побарате од нив изјави на таа тема и сигурно дека вие новинарите ќе дојдете најлесно до вистината. Она што јас сакам да го истакнам, дека имав барем јас една исклучително успешна... Имавте поединечни средби, вие, Тодоров, или заеднички тројцата? Зависи, дел поединечни средби, дел заеднички, зависи од како беа договорени термините. Веќе стануваше збор за многу набиена агенда, не само наша, пред се и на високите представници. Успеав да се сретнам со највисокото раководство на Европската народна партија, чија членка е ВМРО ДПМН, да се сретнам со највисоките представници на ЦДУ. Успеав да го сретнам шефот на делегацијата на ЦДУ, господинот Даниел Каспари. Се е тоа добро, но... Може, сакам да ви кажам, само да ми дозволите една минута. Што е нивната порака? Што е нивната порака до вас? Со господинот Елмар Брок, кој е легендарниот најстар пратеник во Европскиот парламент. Понатаму со господјата Дорис Пак, која е лидер на жените на ИПП, која имаше исклучително специфични пораки кон луѓето од раководството на мојата партија. Господинот Себастијан Курц, посебна впечатлива средба имав со господинот Девид Мекалистер, кој е шеф на дипломатијата на Европскиот парламент. Господинот Вебер, кој е веќе официјално кандидат пост овој конгрес за нареден председател на Европската комисија од ИПП, господинот еврокомесар Хан и господинот Дол. Добро. Поентата е, Богоевски, што беше прво нивниот интерес и што тие вас ви порача и советува? Ајде, повелете. Прво, треба јавноста да биде, на чисто биде пред јавноста, не е проблем ВМРО ДПМН. Проблем се луѓето кои представуваат ВМРО ДПМН не за мене, за европските авторитети. Во која смисла? Прво, она кој можам да го заклучам дефинитивно по овие средби е дека нема простор за втора шанса. Работите се отидени предалеко и ситуацијата е дојдена до таму каде што веќе не може назад. И сега секој кој го сака ВМРО ДПМН искрено во состојбата во која се наоѓа во поглед на изолираноста на партијата. Ама Мицковски ќе рече не се изолирани бидејќи бил во Хелсинки. Нивната лична изолираност од меѓународната заедница, но и внатрешно на домашната политичка сцена, треба да се остапи простор за нови политики, нов тим, за да се дојде до побрзо рехабилитирање на силата и моќта на ВМРО ДПМН. Нормално дека ќе биде христијани и другите поканети кога се они официјални представници на ВМРО ДПМН. Но они ќе речат, еве не сме изолирани, фактот дека биле на собира. Понатаму, за жал пораките се јасни дека нема веќе простор за подобрување на односите со ИПП. Зборувам не за ВМРО ДПМН, зборувам за одредени личности. Понатаму, најсериозен проблем е дадените ветувања кон лидерите на Европската народна партија и сестринските партии во поглед на случувањата за време на референдумот и пред референдумот и она што се емитува во домашната јавност. Кои биле тие ветувања, најдобро знаат оние кои ги дале тие ветувања. Знаете дека имаш уште едно писмо на Сашо Мијалков до Мицковски. Вемувам, со Сашо Мијалков на страна. Сега зборуваме за многу посериозна работа од Сашо Мијалков писмото. Оние ветувања кои ги дале на лидерот на ИПП и она што се емитувало после тоа на домашната јавност е сериозна дискрепанца. Представување на лажни патриоти дома и она што се кажува во странство има е веќе во овој момент најголемата пречка за понатамошна соработка. За тоа станува збор, за тие двојни игри за лицемерието. Понатаму пораката е дека со овој тип на политики и пред се со овој тим немаме шанса за победа за жал ни на овие наредни председателски избори, ни на некој наредни председателски избори. Да покренете постапка во партијата за внеден конгрес за промена на лидерот? На ВМРО ДПМН и треба известна победа.
доколку не успееме да доведеме ситуацијата до победа, тогаш апсолутно треба секој од нас член на ВМРО-ДПМНЕ сериозно да се замисли како понатаму на овој начин, затоа што партиите постојат за да победат на избори. Кога е известно дека таа победа со Мицковски можете да победите. Е невозможна. Велите невозможно. Невозможна. Не само јас, велат европските пратеници, на високите европски авторитети дека тоа е невозможно. Тогаш мораме да бараме начин како тоа да го отстраниме како пречка. Како ќе го отстраните? Вонреден конгрес? Понатаму голема замерка и голема загриженост бидејќи на ИПП и треба во Македонија сериозен и силен партнер. Ние имаме проблем од тоа што ова раководство на ВМРО-ДПМНЕ, европската агенда комплетно им ја остапи на СДСМ. Тоа се познати работи. И на владата, не се познати работи. Познати се. Проблемот е во тоа што владата, како монополизирана европска агенда, ВМРО-ДПМНЕ се наоѓа комплетно исклучено историските текови. Со тоа ИПП го губи своето учество на македонската политичка сцена. Што ќе преземе раководството на европските народни партии доколку Мицковски продолжи со оваа политика? Сега јас ме прашувам. Ќе ми дозволите да се изразам прецизно. Па закаснивте многу со емисијава со моето влегување во студио и малку се чувствувам непријатно да одговарам како на такмичење, но ќе се изјаснам јасно. Пораките се застрашувачки. Дел од нив кој можев да ги соопштам на јавноста ви ги соопштив сега вечер во вас. Дел ќе ми дозволите да ги пренесам лично на претседателот Мицковски, бидејќи не би сакал тие се пренесува преку медиуми, зашто сепак сум јас член војален на ВМРО-ДПМНЕ. Веќе сакате да кажете тој не се видел со тие фактори, за да вие му пренесувате порака од нив? Претседателот долу ме извести дека немал средба со Мицковски и доколку тие пораки пренесам преку медиуми ќе биде многу, мислам дека ќе има голема штета кон ВМРО-ДПМНЕ и затоа ќе се воздржам целосно. Но она кое е најважно тоа е дека јас да го демантирам претседателот Мицковски, не бев таму да колошам, бев таму да замолам за втора шанса за него. Бев таму да замолам за шанса за ВМРО-ДПМНЕ да покаже дека може да биде модерна европска политичка партија и дека и во ВМРО-ДПМНЕ постојат луѓе кои поддржуваат евроатлантската агенда на Република Македонија, а не само СДСМ. И ради тоа воопшто не се чувствувам ниту како кодош, ниту како предавник. Тоа нека служи на чест на оние кои можат да се изразуваат со тој вокабулар. Јас се чувствувам како човек кој ги искористи сите шанси и можности да дадам поттик на евроатлантската интеграција на Македонија, но пред се, бидејќи станува збор за партиски конгрес, да дадам поттик на соработката во иднина со ВМРО-ДПМНЕ. Што ако Мицковски тие пораки немаат ефект, што ќе му ги пренесете? Тоа веќе ќе биде негов проблем и он понатаму одлучува како и што ќе преземе секако. Така. Дали таму кога бевте во Хелсинки комунициравте исклучените и пак ќе повторам, јас не сум исклучен, да се сретнав со Мицковски, Николовски, Ѓорчев и Муцунски, поразговаравме кратко, бидејќи бевме пред самиот почеток на втората сесија на Конгресот, само што пристигна во тој момент канцеларката Меркел и оноку што можевме да разговараме, поразговаравме кратко, после тоа они напуштија многу брзо салата и не успеавме да се видиме на подолг разговор, барем во моментот кога се видов со почитуваната Дорис Пак, бидејќи они беа непосредно во близина, па очекував да направиме и заедничка средба, бидејќи беше подобро сите заедно, и јас, и Мицковски, и сите други, да седиме заедно на заедничка маса и со претседателот Дол, и со Дорис Пак, и со Мекалистер, и со Брок, и со сите други, и да поразговараме, да ги вкрстиме аргументите, очи во очи, и да дојдеме да дадеме дополнителна вредност на ВМРО-ДПМНЕ. Богоевски, ви благодарам многу што дојдовте нели директно од Хелсинки. Да, ви благодарам и на вас за поканата. Беше чисто да информираме, затоа и мислам дека успеавме доволно да информираме. Да.